Добро вечер, почитувани пријатели, другари и другарки, дами и господа, почитувани независни, слободоумни и храбри луѓе, добро вечер за сите вас. Задоволство е што вечерва се собравме во оваа голема сала да инициираме формирање на ГРОМ во Куманово, да продолжиме со политичката битка која започнавме на локалните избори, на граѓаните да им понудиме нешто ново, нешто различно, да им понудиме нов избор во кој пред се приоритет ќе биде граѓанинот, а не партијата, не лидерот. Знаете, овде во Куманово на локалните избори дел од нас, овде присутните, излеговме како независни кандидати. Во неравноправна битка се сутривме со две спротивставени политички сили и успеавме да направиме резултат започнат. Резултат кој гарантира дека секогаш во Советот на општина Куманово ќе има советници кои ќе дискутираат за граѓаните и ќе ги штитат интересите на граѓаните, на обичниот човек. Секогаш ќе се водат од принципите за општото добро на граѓаните, а не на поединеците. Знаете дека настапивме независни и се обединивме и македонци, и срби, и роми, и власи, и албанци. Сите оние кои што живеат во општина Куманово, застапувавме граѓански, мултиетнички концепт во кој верувавме, концепт кој веруваме дека единствено е исправен и успешен во Република Македонија, секако и во општина Куманово. Водевме позитивна кампања, останавме позитивни по изборите и понатаму сметаме дека само со позитивна политика, со чисти позиции, со долгорочни политики, со решенија за проблемите, со мултиетничкиот концепт, со силен кадровски потенцијал, со честноста и искреноста, со храброста и борбеноста, со упорноста и страјноста можеме да дадеме нов избор на граѓаните. Нова понуда, нешто што во Република Македонија го нема, недостасува. Ако приметивте сето она што беше наша одлика на локалните избори, наши принципи на действување, беше одлика и на Гоцево Росоман, и на Чедово Кисела вода, и на Стојчево Неготиво, и на Панчо Миново Кавадарци, и дел од нив се тука, уште еднаш топло ги поздравувам. Овие горди, достоинствени и храбри луѓе. А сигурно знаете дека тоа беше исто и одлика на господин Стефче Кимовски, човекот зад кој сите ние застануваме во иницијативата за формирање на ГРОМ. Граѓанската опција во Македонија се наметна на локалните избори во Република Македонија. Таа продолжи да действува преку градоначалникот на општина Карпош, која е пример за општина во Република Македонија, како и советниците кои настапија независно и продолжуваат да бидат коректив на локалните власти, но тоа не е доволно. Граѓаните имаат потреба од организирана политичка сила, која силно, енергично ќе ги поведе кон подобар живот, ќе влезе во решавање на нивните проблеми, ќе излезе од електрицитетот на електризираноста што ја создадоа двата политички блока. Да, има символика. Кога имате зголемена на електризираност на политичката сцена во Република Македонија, тогаш се појавува граѓанска опција за Македонија ГРОМ. Свесни сме дека патот кој го отправме не е лесен и на локалните избори и понатаму во политичката битка која следи. Свесни сме дека овој пат е многу тежок. Знаеме дека на актуелните политички сили им пречиме со нашата идеја да понудиме нов пристап, нова енергија, нови идеи, одговорни луѓе. Свесни сме дека ќе се соочуваме и со притисок, и со страх, и со дилеми, и колебање. Но едно знам, ГРОМ е правата опција во Република Македонија во моментот.
опција која се наметнува, опција која се раѓа како потреба, како нужност, како заштитник на граѓаните, како гарант на слободата на изразување, на слободната мисла, како колевка на слободоумните, храбрите, гордите луѓе, како што всушност се горди граѓаните на Република Македонија. Гром ќе биде партија за пример, со реални политики, со мудри политики, решителни одлуки базирани на потребите на граѓаните, партија со критериуми, со честни и одговорни луѓе кои зад себе имаат резултати, немаат суети и немаат потреба од реваншизам. Едноставно, Гром ќе биде партија на позитивност, свежина, ведрина и визија. Драги мои, со сиот свој кредибилитет, со сета своја одговорност, со сета своја искреност и честност, верувам во исправноста на иницијативата за формирање на Гром. Верувам во потребата да се формира Гром. Затоа сум тука. Затоа сте сите вие тука, заеднички да го формираме Гром, да ги поведе граѓаните кон посветла иднина, да биде различен од другите политички субјекти, да биде подобар од другите политички партии и секако Гром ќе е моćна политичка партија затоа што граѓаните се со нас. Граѓаните за кратко време го препознаваат, а ние сметаме и нема да ги изневериме. Граѓаните во Гром гледаат последна надеж за една посветла иднина за граѓаните на Република Македонија. Затоа на Гром му се приклучуваат многу луѓе, тогаш не ни преостанува ништо друго и на нас, освен сите заедно да го направиме Гром победничка партија. Победничка партија која на наредните парламентарни избори ќе направи резултат кој што сите во Република Македонија ќе го почитуваат, а тоа ќе го направиме заедничко, со човекот кој што знае да победува, човекот кој покажа во општина Карпош дека може да се победи и ВМРО-ДПМН, може да се победи и СДСМ. Човек кој што во наредниот период ќе го доведе Гром до нови победи. Го најавувам господинот Стефчев